Што најчесто се случува кога жените чувствуваат ваков константен замор? Жените кога чувствуваат оваков константен замор, обично не е само, например, да кажеме, недостаток на сон, на стрес да има или неправилна исхрана, може некогаш да има недостаток на некои микронутриенти. Обично железо, Б витамин и витаминот Д. Ајде да почнеме со железото. Зошто е толку важно? Железото е минерал во телото кој што го сврзува кислородот и е дел од хемоглобинот кој што се наоѓа во еритроцитите, и еритроцитите се движат низ крвта и го пренесуваат кислородот до сите клетки во телото и на тој начин ни дава свесност, будност, енергија. Исто така учествува во производството на АТП, кој што е молекула која што е многу битна за енергија. А што е со витаминот B12? B12 е витамин кој што го има само во производи од животинско потекло и е битен за создавање на еритроцитите, кои што претходно ги спомнав дека се битни за транспорт на железото. И многу често знае да се јави мегалобластна анемија кога има дефицит на B12. Исто и е битен за одржување на миелинот, нервното ткиво, како и за метилација процес, кој што е битен за создавање на ДНК, хормони, креатин и така натаму. И тука е третиот витамин, витаминот Д, сончевиот витамин, нели? Да, тоа е еден од најчестите недостатоци кај секоја жена и во мојата пракса што сум видела. И стално повторувам, овој витамин е единствениот кој што ние сами го создаваме под дејство на УВ зраците и треба да сме изложени од 10 до 3 кога е најако, но не треба тоа да значи дека ние треба да сме изложени цело време, туку 10 до 15 минути е доволно, а витаминот Д учествува во имуниот систем, во спаление, енергија и така натаму, и затоа многу често жените знаат да се чувствуваат уморни кога имаат недостаток на овој витамин, а често го имаат. Океј, што е најпаметно да се направи кога заморот се уште трае? Најпаметно е да се обрне внимание на исхрана, сон, стрес и истовремено да се консултира со лекар, нутриционист, да се направи крвна слика, бидејќи преку нејза можеме да видиме дали е серумското железо окей, дали е феритинот кој што е резерва на железото добро. Исто така ги охрабрувам сите да направат на секој 6 месеца да видат како е витаминот Д, често занемарен, реков, како и B12. Мислам дека многу жени се навикнати да туркаат на сила. Во крвта на жените да функционираме, но не треба да се занемари, бидејќи последиците се чувствуваат понатака и затоа секогаш треба да преземат нешто на време и да побараат помош, исхрана, суплементи, сон, стрес да менаџираат и така натаму.